Во ова издание, САД, иако извршната власт се уште нема виш муслимански представник во кабинетот на Џо Бајден, нови очекувања од муслиманите кои гласаа во мнозинство за него 2020. Бегалците фатени во средина. Анкара ја обвинува Атина за илегално враќање на бегалците во Турција. Грција негира. Каква е нивната иднина? НАСА. Минералите и карпите во езерото Салда во Турција се најблиску до нештата на земјата, што ги има во кратерот Језеро на Марс. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Муслиманите гласаа во рекорден број на претседателските избори во САД минатата година, а дури 60% од гласовите отидоа кај Џо Бајден. Некои од нив сега очекуваат зголемен број на муслимани во Белата куќа. Администрацијата на претседателот Џо Бајден важи за најразнолика во историјата на САД. Ова заедно со одлуката на Бајден да ги укине рестрикциите за патување од доминантно муслиманските држави, му донесе пофалби од активистите за права на муслиманите. Некои сепак мислат дека не е доволно. Очекуваме претседателот Бајден да работи со муслиманската заедница и да овозможи поголема инклузивност, да вработи повеќе талентирани, енергични и искусни американци со муслиманско потекло во неговата администрација. Уставот на САД забранува избор за јавна функција или дисквалификација од таква, врз основа на верска определба, но за многу муслимани е важно да бидат представени. Абрар Омиш е американка со либиско потекло во сојузната држава Вирџинија. Се надевав дека ќе видам повеќе муслимани на функции. Претседателот треба да е горд на досега најразноликиот кабинет во историјата на оваа држава, но нема ниту едно лице што ја представува муслиманската заедница. Има муслимани кои се назначени на пониски позиции, вклучувајќи го американецот со пакистанско потекло Али Заиди, прв заменик на националниот советник за клима во Белата куќа. Заин Сидик, американец со потекло од Бангладеш, е висок советник на заменикот на шеф на кабинет на Белата куќа, додека американката Рима Додин со палестинско потекло е заменичка на директорот во Канцеларијата за правни работи во Белата куќа. Групите за поддршка на муслиманите испратија список на квалификувани американци со муслиманско потекло до администрацијата на Бајден да бидат земени предвид за идни позиции. Имаме многу лекари, многу здравствени работници кои придонесуваат за враќањето на здрава и економски посилна Америка. Очекуваме да работиме со администрацијата на Бајден. Иако извршната власт се уште нема висок муслимански представник во кабинетот на Бајден, Конгресот почнува да наликува на верскиот состав на Америка. Тројца од 435 членови на представничкиот дом се муслимани. Овој месец се навршуваат 5 години од договорот меѓу Европската унија и Турција, со кој беше спречен масовен екзодус на бегалци на пат кон Европа во замена за храна. Дориан Џонс јавува дека сега, денес, договорот е доведен по знак на прашање. Според петогодишниот договор, турската крајбрежна гарда стана чувар на портата на Европа во замена за милиарди евра заради прифаќањето на сириските бегалци. Тоа е и последниот адут на Турција во односите со Европа. Договорот за бегалците е единствениот пример за позитивен и реален моментум во турско-европските односи и затоа останува критичен дел на тој однос денес. Но договорот е затегнат и бегалците се фатени во средина. Анкара ја обвинува Атина за илегално враќање на бегалците во Турција, што Грција негира. Минатата година Турција привремено ја отвори својата граница со Грција за мигрантите, откако ја обвини Европската унија дека го прекршува договорот. Сега Анкара сака ревизија на договорот. Турција не е задоволна од договорот од самиот почеток, зашто ЕУ не ги исполни ветувањата како што очекуваше Турција. Анкара врши притисок за поголема контрола врз фондовите на Европската унија за покривање на трошоците, како што е образованието на сириците и здравствената грижа за нив. Анкара исто така вели дека не се почитува ветувањето за патување на незините државјани во ЕУ без виза. Но договорот за бегалците на Анкара и обезбедува важна дипломатска заштита.
Human rights issues or other economic related issues. Прашањата за човековите права или други прашања поврзани со економијата може да бидат проблем за Турција во форма на санкции, но заради прашањето со бегалците не се покренуваат. Без тоа, Европската унија нема никакво средство за притисок спрема Анкара. Критичарите ја обвинуваат Европската унија дека не презема потврд став спрема Анкара заради лошата состојба со почитувањето на човековите права. Нема големи очекувања дека некои членки на Европската унија ќе побараат санкции спрема Турција на престојниот самит на ЕУ. Но со нови истражувања на јавното мислење кои индицираат растечко нетрпение во јавноста во Турција спрема сириските бегалци, турската влада може да плати висока политичка цена за договорот за бегалците. How long can Turkey cope? Колку долго Турција ќе може самата да се справува со овој проблем? Политичките партии на следните избори сигурно ќе ги искористат мигрантите како големо домашно политичко прашање. Во Турција има околу 3 милиони сириски бегалци со мали изгледи за враќање дома, што значи дека тие ќе останат пиони во комплицираните политички калкулации на регионот. За крај на News Flash, додека роверот на НАСА се движи по површината на црвената планета за да открие евентуални знаци на живот, научниците на Земјата велат дека има едно езеро во Турција кој може да даде евентуални одговори. 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Приватната компанија за вселенски летови на Елон Маск повторно успеа. SpaceX и нивната ракета Falcon 9 од космодромот Кейп Канаверал на Флорида испорачаа 60 сателити Starlink само 1 час по полетувањето. Овие сателити ќе им се придружат на останатите во проектот за обезбедување интернет. Астрономите пак велат дека сателитите го блокираат нивниот поглед кон Вселената. Слушајте внимателно, овој звук е првата аудио снимка од влијанието на лазерски зрак на карпите на Марс. Зраците доаѓаат од инструмент на роверот на НАСА Истрејност. Научниците велат дека може да ги проучуваат промените во лазерските зраци за да одредат дали карпата е вредна за анализирање. Истрејност е на Марс за да бара знаци на прастар живот во близина на местото каде слета кратерот Језеро. Американскиот председател Џо Бајден ја пофали мисијата. Тоа е многу повеќе од слетување на Истрејност на Марс. Тоа е американскиот дух кој вие го вративте. Го вративте во момент кога ни е очајно потребен. Бајден исто така го пофали тимот за напорната работа и за посветеноста на науката. Во меѓувреме, на нашата планета, НАСА вели дека минералите и карпите во езерото Сауда во Турција се најблиското нешто на Земјата до она што го има во кратерот Језеро на Марс. Научниците ќе ги споредат примероците од Сауда со материјалите кои содржат карбонати детектирани во езеро. Минералите со карбонати настануваат од јаглерод диоксид и вода, клучни состојки за живот. Доктор Томас Зурбуркен од НАСА ја објаснува важноста од паралелното истражување на двете планети. Езерото Салда ќе послужи како моќен аналог од кој можеме да научиме и да добиеме идеи кои ќе ги пробаме таму пред да ги употребиме со Истрејност. Или кога ќе најдеме нешто со Истрејност, ќе можеме да споредиме со Салда и да ги погледнеме двата процеса и сличностите. Во меѓувреме, научниците забележаа планета која орбитира околу ѕвезда која се смета за релативно блиска до нашиот сончев систем. Таа е класифицирана како суперземја, а научниците ја нарекоа Глису 486b. Проучувањето на оваа планета налик на Земјата може да помогне во потрагата по водземски живот со помош на следната генерација телескопи. Првиот од нив треба да биде лансиран во октомври. Научниците имаат откриено над 4300 екзопланети како 486b. Сепак не би ги пакувале куферите за таму. Температурата на површината е околу 430 целзиусови степени. Може би има реки од лава, а гравитацијата може би е до 70% посилна од онаа на Земјата. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на гласнааmerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.